Да. Позитивната атмосфера, желбата за докажување кај нашите играчи, приемот на сервисот, мислам дека имаме искусни играчи. Јас сум тука, Васе Михаилов, Бен Тајлеп исто, кој е доста квалитетен играч, мислам дека може да одговориме на нивните сервиси и сметам дека треба и ние да нападнеме со сервис. Доколку успееме во тие два елементи да се спротивставиме и да парираме, мислам дека ќе биде добар надпревар и зошто да не очекуваме и добар резултат. Па добро, по она што ве видов, добро, тоа беше репрезентативно. Имате и вие лично добар сервис, така изненадувачки. Така. Што може да очекува Струмичани? Можам да кажам дека ќе има навистина добар надпревар. Како што и претходно спомнавме, за жал во домашното првенство немаме можност да одиграме така квалитетни надпревари и ја разбирам публиката зошто нема голем интерес да доаѓа на тие надпревари, но еве сега имаме можност да покажеме дека може да се игра квалитетна одбојка во Струмица и ги повикувам да дојдат во што поголем број и да не поддржат. Претпоставам ќе има еден добар одбојкарски надпревар во кој што ќе гледаме атрактивни поени, а зошто да не го изненадиме и германски дур. Да. Ние, еве, да се повторам, тие се фаворити. Ние ќе настапиме еве од сенка, но како што кажа, тука сме да го дадеме нашето и да ги изненадиме. Ова е прв надпревар, со оглед дека патникот во осмина финалето од Купот на ЦЕФ ќе се дознае веќе после овој надпревар или идната недела некаде на 30 ноември кога е реваншот, закажам така. За 7 дена играме во Германија. Така да после овој втор надпревар во Германија ќе се знае кој оди во следната фаза во осмина финале на ЦЕФ Купот.